Господине, добар ден, дали може кратка анкета? Да, повелете. Премиерот Мицкоски тврди дека не се сретнал со Груевски во Пешта. Стварно не е фер. Мислам, човекот го стаи за свој наследник, па можеше една бомбонjera да му однесе у Пешта. Ама тука го кривам и Орбан. Орбан можеше да го викне Никола на пијачка и да се видат у тројка. Само предлагам да не ги осудуваме, пошто сега нели имаме многу блиски односи со Унгарија, ќе има време за нови средби, нови посети и така. И по 9 месеци од уривањето на зидот кај детската клиника на терен не е преземено ништо. Добро бе, дечко, што се 9 месеци? Мислам, за 9 месеци една жена се пораѓа, куќа се гради, за 9 месеци може да се сменат 3 годишни времења. Според наши стандарди, 9 месеци не е некој период. Еве, ја предпоставувам дека потпорниот зид ќе биде готов 2026 година, само треба да се има трпение, нели? И сега и да не биде 2026, и нека е 2027. Така. Русија представува закана за Франција и за Европа, изјави францускиот председател. Макрон се изјасни и дека е против прекинот на огнот во Украина, вели дека мирот не треба да се постигне по секоја цена и под руски диктат. Еднаш го папаа со Наполеон, така да не се рачкаат со руската мечка. Тогаш русите го има маршал Кутузов, а сега за другарчење имаат едно чудо амерички генерали. Нов случај на директор кој набавил лажен сертификат за положен англиски јазик. Ма ја не знам што ги мачат директорите со тие сертификати, стварно. Добро, но во 21 век нормално е секој директор да знае англиски јазик. Ама шо ќе му е? Он нели е директор у школа, така? Значи таму има наставници по англиски, по германски, по француски. И ако му затреба нешто на директорот, он ќе си викне колешка по англиски, ќе му преведе и тоа е тоа. За мене ова е чисто малтретирање на директорите. Сашо Дранго повеќе не е заменик директор во Македонија. Пат да ве потсетам, тоа е господинот кој со пушка позираше покрај мртва мечка. Колку што знам, јас истрагата уште трае и земен му е телефонот на вештачење. Случајот трае со месеци, ќе трае уште толку. И на целото ова заклучок е да не се сликате со мечки, само со алигатори. Да, но низ Македонија не шетаат алигатори. Фала што ми кажеш. Какви се вашите очекувања за случајот Дранго? Па со случајот Дранго не знам, ама јас очекувам син ми да ме викне за Германија да го чувам внук ми. Господине, Дуи се заканува со бојкот на локалните избори, меѓународната заедница разочарана од Ахмети. Слушнав, оваа италијанскава премиерка Џорџа. Значи, пола кабинет си го уништила од мавања, што многу се изнервирала бе од Дуевци. Оној германскиот канцелар, притисокот му рипнал 180, а британскиот прај министер за малце ќе се фрел во Темза, заради Дуи. Во Европа не знае кај е гзат, они со Дуи ќе се занимаваат. Ќе ги викнат у америчка амбасада, 2-3 шамари ќе гласат како попчиња, се знае тоа. Минатата недела нашиот премиер оствари 2 средби со двајца политичари кои што не се звезди на европското небо, Ердоган и Орбан. Историски средби, јас така би ги кажал, историски средби. Оној Ковачевски се шуткаше наваму натаму, со никој не се гледаше, никој не го примаше. Така беше 2 години. Овој бе за недела дена растур прај. Со Турција нема лабаво, луѓе. Нашата трговачка размена, знаеш ли колку е со Турција? $1 милиарди годишно. Ја не знам што сака поише овој народ. Па еве, например, минимална плата од 500 евра. Ти комуњара се? Немај да збориш бе такви работи, не биди материјалиста бе. Ти си млад човек, треба бркаш женски. Ја на времето знаеш ли што сум правил? Не знам. Па сум бркал женски и сум ги фатил на една финта. Ќе видам некој згодно маче и ќе ја прашам. Извини да те прашам нешто. Дали твојот татко бил терорист? И она ќе каже не, зошто? Зашто си права бомба. Ќе се израдува, ја и викам у 5 минути идеме у кафана, иде со мене и така, ти тука ме ѓавиш со минималци, ало.